Основното општинско училиште Видое Подгорец од Струмица е училиште отворено за секој вид на проекти. Проекти од страна на Министерството, на локалната заедница, на невладини организации. Така е и овој проект, драмски проект од страна на Министерство за образование и наука, секако поддржан од градоначалникот на општина Струмица Зоран Заев. Драмската секција на нашето училиште работи на проект, станува збор за Дневникот на Марта, автор Горијан Петревски, инаку ова изvedба е во режија на Кире Ѓоргиев. Станува збор, како што знаеше Кире во изминатиот период, да каже озбилен проект во смисла на тоа што станува збор за деца од основно училиште. Мислам дека се во една возраст во која и самите не се свесни за тежината на проектот, па поради тоа можеби на крајот ќе биде многу поинтересна представата. Секако ние сме овде, имаме генерална проба. Премиерата ќе биде во сабота, во 19:30 на 25. Инаку овој проект не е само во Струмица, ние секако со овој проект ќе учествуваме и надвор од градот, а можеби и надвор од Македонија. Ценејќи го фактот дека училиштето Видое Подгорец е вклучен во нов проект насловен како популаризирање на театарските представи во основните училишта, не прави сите вработени во ова училиште задоволни. Имено станува за еден сериозен проект кој што е инициран од страна на Министерството за образование и наука, поддржан од општината и од градоначалникот на општина Струмица, вклучувајќи, анимирајќи ги учениците од нашето училиште, кои што со голем ентузијазам работеа наназад 3 месеца, следејќи ги насоките на веќе многу пати докажаниот Кире Ѓоргиев. Сакам да истакнам дека самата театарска представа, која што е изготвена во овие 3 месеца, насловена како Дневникот на Марта, произлегува од истоимениот роман на веќе познатиот писател Горијан Петревски, кој што со адаптиран текст е направен и преточен во театарска представа. Го користам моментот да се заблагодарам на градоначалникот, доколку не беше самата општина, не можеше да се реализира во целост овој проект, а во исто време благодарност изразувам и до именуваниот режисер Кире Ѓоргиев. Сакам да истакнам дека задоволството ќе биде уште поголемо, доколку представата биде оценета за добра и бидеме номинирани да се представиме на повисоко ниво. Убаво е кога во предворието на премиерата која во сабота во 19:30 ќе се одржи во амфитеатарот. Впрочем, овој амбиент го посакуваат професионални институции на задоволство на покана од Министерството за образование и општина Струмица преку градоначалникот на општина Струмица со содејство на директорот на институцијата Видое Подгорец, основното училиште, пробен проект пилот од 6 одржани предложени проекти во градовите низ Македонија, главните градови, се случува и во нашиот град. Дневникот на Марта, една психолошка представа која е податлива за обработка во литературата и пред се во лектирата на основните училишта. Тој е проект кој се гради во адолесцентниот период на младоста. И мене ми е посебно задоволство покрај многу проекти дека на покана од директорот Леонид Танчев можевме заедно со младите актери на оваа институција да покажеме или да сакаме да покажеме како полетноста на психолошки проект може да прозвучи во едно драмско дејствие. Сметам дека е правилна форма одабирот на представата на Горијан Петревски, дека може од еден роман кој е пишуван во читачка форма, во една форма на драматизација со ова институција, ние да можеме да покажеме една представа која ќе ги заинтригира учениците пред се. Впрочем, едукацијата на училиштето е начин како тие да се надоградуваат во својата младост, во својот живот понатаму. На убав пат сме
сето тоа да можеме да го реализираме. Сметам дека соработката беше на изворедно ниво, еден вид на наградба на представа што може да позавидат малку и професионални институции. Впрочем, кога работам со млади генерации, се трудам сето тоа да го обработам на професионален начин, затоа што импровизација во театарот нема. Природата на театарот, животот, младоста е еден обичен, пред се едноставен двигател на самата форма која ја градиме. Сметам дека сме на правиот пат и се надевам дека ова представа, како што е планирано од Министерството за образование, а поддржано се разбира од нашата општина, дека ќе прозвучи во правиот момент и дека, како и досега кај што работам во средините, ќе постигне еден убав успех.